Денеска во Скопско Драчево посетивме откупен пункт и се сретнавме заедно со тутунопроизводителите, се со цел да го следиме откупот на тутунот од реколтата 2018 и да на лице место ги увидиме и проблемите, но и начинот на кој што се одвива откупот. Имаме стабилни откупни цени кои што се близу до цените од претходната година кога се постигна највисоката откупна цена на тутунот од 217 денари. Денеска просечната откупна цена е околу 210 денари и се откупени над 15 милиони килограми тутун од 29 милиони колку што е максималната количина која што се очекува на откуп оваа година од страна на 9 откупни предпријатија. Државниот инспекторат за земјоделство во претходниот период внимателно ја следеше постапката и во делот на откупните регистрирани предпријатија, обезбедувањето на целокупната документација, и мене ме радува што 94% од вкупно откупениот тутун веќе е исплатен кон тутунопроизводителите, и за што лично и денес можевме да се увериме. Тоа се околу 50 милиони евра кои што веќе се во исплатени од страна на откупувачите кон тутунопроизводителите за целокупниот откупен тутун од оваа година. Очекуваме непречен откуп до крајот, исплаќање на целокупната откупена количина. Она на што сме сведоци е и на задоволство на тутунопроизводителите проценката, што за нас е многу битна како институции, да навистина трудот на тутунопроизводителите, на над 33.000 наши граѓани и семејства во државата кои што се занимаваат со оваа традиционална култура во Македонија. Проценката е навистина, би кажал, реална. Внимателно ќе следиме и во натамошниот период, за да и овие мали недостатоци за кои што се жалат тутунопроизводителите навистина ги отстрануваме во периодот што следи. Мене ме радува фактот што владата на Република Македонија уште во првата година од мандатот и уште за првата реколта 2017 година донесе храбра и решителна одлука да навистина на ова производство стави еден силен акцент и да со самата промена на моделот на субвенционирање во 3 нивоа. Прво ниво од 80 денари за прва класа, второ ниво од 70 денари за втора класа и трето ниво на субвенционирање од 60 денари за трета и за сите други класи придонесе да имаме постепено зголемување на квалитетот на откупен тутун. И оваа година имаме значителна количина на тутун која што е од прва класа, што значи повеќе мотив кон поквалитетно производство, но и повеќе пари назад кон граѓаните, односно повеќе пари назад кон тутунопроизводителите. За таа цел 28 милиони евра на еден неселективен, на еден транспарентен начин, тогаш кога се потребни за самите тутунопроизводители, беа исплатени во април оваа година, во април 2018 година за минатата реколта околу 28 милиони евра и очекуваме согласно календарот на исплата тоа да се случи и тоа ќе го направиме, и таа политика на неселективна, но и на редовна исплата на субвенциите, особено кога станува збор во овој дел и за тутунопроизводителите, продолжи и во следниот период, и оваа година обезбедени се средства за навремена и целосна исплата на субвенциите кон тутунопроизводителите, а тоа се околу 5 милиони евра повеќе пари од претходните години кои што државата во овој период, односно со почеток од минатата година, веќе ги обезбедува за тутунопроизводителите. Министерството веќе го пушти во владина процедура и новиот закон за тутун во сама процедура, кој што е искоординиран со сите чинители. Вклучени беа во целиот овој период и производителите, и откупувачите, коморите, и на задоволство на сите. Ова е пример и начин како во една транспарентна, во една постапка на слух за сите барања и потреби, носиме во едно силно партнерство, еден значаен нов закон со кој што се усогласуваме и ги подигнуваме стандардите, се усогласуваме со
со европските регулативи, но и ги кратиме административните процедури и бариери кои што ги има во целиот овој период земјоделците и производителите, како што е укинувањето на евидентните листови, непосредното склучување на договори со самите откупувачи и други административни процедури. Верувам дека во најскоро време и овој закон ќе биде донесен, ќе бидат донесени и подзаконските акти. Верувам дека ќе се има во предвид од страна на откупувачите, особено ја праќаме таа порака дека навистина трудот на земјоделците, на производителите мора да се почитува, навистина да имаме реални проценки, да имаме задоволни земјоделци и да оваа култура која што е значајна за државата, која што овозможува и обезбедува над 100 милиони евра девизен прилив во Македонија, да навистина сите заеднички и ја чуваме, и да се грижиме, но и да креираме нови развојни мерки и политики. Благодарам.